Кандидатите за судија во Европскиот суд за човекови права на интервју пред комисијата за избор. Разговорите се спроведуваа во зградата на Уставниот суд. Доаѓаа поединечно на секој половина час, а толку и траеше интервјуто на кандидатите. Испрашувањето е на англиски и француски јазик. Процесот го следат и невладините. Во трка се 11 кандидати, а шанса да ја продолжат постапката ќе имаат тројца. Изборот на судија за судот во Страсбур се спроведува по втор пат откако владата го поништи претходниот избор од тројца кандидати. Ристоска и Гајдова не се пријавија на повторениот оглас. Нов обид има адвокатот Јордан Апостолски. Јас сум адвокат, ние никогаш не се откажуваме, секогаш одиме до крај. Од комисијата за избор велат дека резултатите од интервјуата ќе ги испратат до експертскиот панел на Советот на Европа, но тоа ќе го направат откако антикорупцијската комисија ќе ги разгледа иницијативите за судирни интереси. ДКСК добила 2 пријави според кои постапката е спорна, бидејќи еден од кандидатите за судија бил ментор на докторската на Дарко Костадиновски, кој е председател на комисијата за избор. Од антикорупцијска велат дека веќе работат на предметот. Доставено е барање до председателот на комисијата за избор на кандидати за судија во Европскиот суд за човекови права за прибирање информации за чие доставување законскиот рок е 15 дена. Костадиновски претходно засител изјави дека не може да постои судирни интереси, бидејќи менторството од деканот на правниот факултет се случило пред 13 години. За случајот комисијата за избор разговарала и пред почеток на денешните интервјуа на кандидатите. По образложување на аргументите и фактите во смисла дека во конкретниот случај не може да стане збор ниту за пристрасност, ниту за потенцијален судирни интереси, предлогот за изземање на председателот Костадиновски не беше прифатен од членовите на комисијата. Македонски судија во Страсбур во моментов е Јован Илиевски, кому мандатот му истекува во февруари идната година. Зоран Јаневски, Сител телевизија.